Добро вечер на сите пред вашите компјутери. Се наоѓам во една за мене несвојствена ситуација да зборувам пред микрофон и пред празна сала. Меѓутоа, таква е ситуацијата. Нема да се навикнеме на ова, затоа што упорно ќе си го бареме она старото, кое што се надевам дека набргу ќе се врати. 10-тиот филозофски филмски фестивал се одржа во страшно видоизменето издание поради кризата која што ја предизвика вирусот COVID-19 и фестивалот се одржа онлайн, секако со поддршка на кинотеката, како и изминативе 6 изданија. И од тука се наметнува едно филозофско прашање, а тоа се однесува на начинот на перцепција на уметноста, односно во конкретниот наш случај на филмската уметност. Не само значи на дисперзацијата односно дистрибуцијата на филмската уметност, туку и на нејзината перцепција. Дали перцепцијата во киносала е поинаква од она пред домашните екрани, дали социјалниот однос кој што се развива за време на проекцијата, пред, секако и после проекцијата, има особени влијанија врз доживувањето на индивидуата која што го восприема уметничкото дело. Значи, годинава пробавме еден нов вид на фестивал. Се надевам дека за до година ќе ни легне овие размислувања кои што моментално мене, а се надевам и на другите им се врткаат во глава, ќе ни се избистрат малкуцка и ќе можеме и филозофски, и филмски да им пристапиме на овие проблеми. Вечерва ја гледаме и го затвораме нашиот фестивал, односно фестивалот, филозофскиот филмски фестивал, со изведбата на Ема Попивода, а претходно ќе го повикам председателот на филозофското друштво Љупчо да ви се обрати. Благодарам. Драги почитувачи на филмот и филозофијата, добро дојдовте на завршниот настан на ФФФ пролетните онлайн миграции, дел од 10-тиот филозофски филмски фестивал во организација на Филозофското друштво на Македонија. Мило ми е што еве на крајот од овие онлайн миграции се вративме на местото кое што е органски поврзано со растежот на фестивалот и каде што пред 4 изданија започна неговата интернационална одисеја. Уште помило му е што ова враќање е во релација со два други почетоци. Прво, символичниот почеток на работата на киносалата во кинотека по повеќе од 2,5 месеци и второ, фактот што овде во просторот кој што денес запираме со онлайн миграциите, доколку се е во ред со средувањето на светската криза, ќе почнеме, односно продолжиме на есен со кинотечното издание, предвидено за периодот 30 октомври и 8 ноември. Дозволете да направам краток рекапитулар. ФФФ пролетните онлайн миграции се организираа како солидарна културна акција во соработка со кинотеката и македонската ВОД платформа Синесквер, со институционална поддршка на град Скопје и со несебична помош од пријателите на фестивалот. Од тука сакам да изразам јавна благодарност до сите нив институции и индивидуи
кои што дадоа свој придонес за одржувањето на пролетниот дел од фестивалот. Посебна благодарност и до целиот тим на Филозофскиот филмски фестивал, кој што последниве 3-4 месеци неуморно работеше и наспроти сите невозможности реализира успешен фестивал. Што можеше дигиталната публика да види изминатите 10 дена? Пред се, целата официјална селекција на краткометражни филмови, избрана од селекторот доктор Дејан Здравков, односно 20 филмови од 17 земји, и ревијално уште 3 краткометражни филма. Битие и ништост на Бади Минг, образ на починатиот професор, филмофил, мајстор на академскиот филм, Стефан Сидовски Сидо, на кого како на наш соработник и дел од тимот од самите почетоци на фестивалот и му го посветивме јубилејното 10-то издание на Филозофскиот филмски фестивал. И четврток од Милчо Манчевски, нашиот најуспешен современ режисер, со кого имаме соработка веќе неколку години. Да подсетиме, минатата година тој беше председател на жирито на официјалната селекција на долгометражни филмови. И со кого имавме разговор во живо за кратките и експериментални филмови од студентските денови, но и од подоцна. Да подсетиме и на добитниците на годинешните награди, кои што ги објави тричленото жири во состав Стефан Палитов, режисер, мултимедијален уметник, Станислав Лигужински од Полска и Холандија, филмски критичар, филмски куратор и едукатор, и Стефан Видиков, филозоф. Наградата Златен буф и за прв пат символична парична награда им припадна на израелско-германско-палестинската копродукција Осло од режисерот Шејди Сроу. Специјалното признание Стефан Сидовски Сидо, кое што исто така за прв пат е востановено годинава, му припадна на германскиот филм Розево ветување од младата режисерка Софи Линенбаум. Со победниците можевме и да ги проследиме интервјута кои што ги направи нашиот писател и сценарист доктор Александар Прокопиев. Честитки уште еднаш за добитниците на наградите, но и за сите филмови и режисери кои што беа дел од селекцијата. Потоа за прв пат понудивме избор на среднометражни филмови. Босанската црна комедија Контрапункт на режисерот и сценарист Иван Короман, еден интересен анимирано документарен филм за светски познатиот хуманист и мислител од ранг Едгар Морен, мислител во Париз, на момент на Момоко Сето, и поетскиот документарен филм Слика на животно од финскиот режисер и фотограф Перту Сакса, со кого во петокот имавме Q&A водено од споменатиот режисер Стефан Палитов. Филмската програма беше заокружена со сегментот ФФФ Докс, во кој публиката можеше да проследи 3 исклучителни долгометражни документарни филмови. Андреј Тарковски, филмска молитва, филм од синот за таткото на славниот руски режисер, еден драматичен филм од Ерик Бодлер, филм за трансформативната моќ на филмот, и филмот на таткото на концептуализмот, за таткото на концептуализмот, и една од клучните фигури на уметноста во 20. век, Марсел Дишан, Уметноста на возможното, од Метју Тейлор. За сите овие филмови публиката преку социјалните мрежи на фестивалот можеше да проследи воведни видеозаписи од доктор Атанас Чуповски, доктор Бошко Караджов и професорот Кирил Трајчев. Освен филмскиот дел, од дополнителната фестивалска програма остана неспоменат вебинарот Точки на гледање COVID-19 и состојбите во филмскиот сектор во Северна Македонија, кој што се одржа на 27. мај со учество на десетина панелисти од сите сегменти на филмската индустрија и во чија пригода за прв пат јавно се отворија овие горливи прашања за состојбата на филмскиот сектор во кризата и перспективите за излегување од неа. Модератор на дискусијата, како и на интервјуто со режисерот Милчо Манчевски, беше програмскиот директор на ФФФ Ана Дишлиевска Митова.
Секако остана неспоменат и вечерасниот наштан, со кој свечено ги затвараме ФФФ пролетните онлайн миграции. Концертот на живо на младата македонска пианистка со богата интернационална кариера и своја виден амбасадор на македонската култура во светот, Ема Попивода. Концертот се организира во соработка со град Скопје и професорката по пијано на Универзитетот Гоце Делцев Штип ќе се представи со оригиналниот музички перформанс Acoustic Electronics. Со подсетување дека се уште имате можност да погледнете уште некој филм, доколку тоа сте го пропуштиле досега. Имено нашите филмови на платформата Cineskver ќе бидат достапни до 24 часот, односно до полноќ, и со надеж дека на 30 октомври, во регуларни услови, во овој ист простор, заедно ќе бидеме дел од отварањето на кинотечниот дел од 10-тиот филозофски филмски фестивал. Пе препуштам на музичките бравури на маестро Попивода.